Добро вечер на сите кои што не слушаат. Денеска сме тука во рамки на неделата на преведувачи, која што од 5 до 11 декември во организација на издавачката куќа Антолог споведува подкасти, интервјуа заедно со наши преведувачи кои што преведуваат некои од книгите кои што се во издание на издавачката куќа Антолог. За таа цел од другата страна го имаме Душко Крстевски, на кој што ќе му речам добро вечер и добре дојде, ајде на некој начин, иако јас сум во својство на водител гостин, да речеме, на твојот подкаст кој што ти го имаш, нели, Голубичек, иако и јас сум водител на подкаст, нели, книжевни разговори со Анде, меѓутоа здраво. Благодарам, добре најдов, Анде. Како си ти вечера? Супер, одлично. Расположен за разговор, за интересен разговор. Нели, долго време само ќе се по промоции, се договараме, кратки ни се обично разговорите и средбите, сега се надевам дека ете ќе надополниме за сите тие брзи, да речеме, инстант средби по промоции. Да, меѓутоа има нешто можеби лично и нака малку суптилно во подкаст книжевен разговор за книжевност или без разлика за било која уметност. Она неформална комуникација, можеби ќе се сложиш, можеби не со мене. Да, се сложувам. Значи, обично недостасуваат, значи, попродлабочени разговори за литературата. Твојот подкаст навистина помага да се разбере малку повеќе литературата на малку поинаков начин, да не биде секогаш се само академски, туку и од гледна точка на читател, но и на писател. Така што мислам дека многу добро знаеш да навлезеш во и да го извлечеш, значи, правилното и од преведувачите и од писателите кои што ги интервјуираш. Да, ова ќе биде првично интервју со преведувач, бидејќи, нели, ти си преведувач на делото на кое што еве денес малку ќе позборуваме подлабоко за него. Тоа тука се работи за книгата Пирамидите на денот од литванската авторка Дајна Опалскаите. Се надевам дека точно го изговори презимето. Значи оваа книга има добиено, значи, награда за литература на Европската унија за 2019 година, што само по себе и дава одредена вредност на книгата, нели? Колку што знам, ова се 13 раскази од страна на авторката, кои што, нели, третираат одредена тема која што е актуелна во денешно време, на која што ти ќе ни кажеш, нели, повеќе за тоа. Еве, јас како некој кој што за жал се уште не ја прочитал книгата, ќе заедно со слушателите ќе можеме за прв пат да слушнеме нешто повеќе околу тоа. Во разговор со главниот уредник од издавачката куќа Антолог дојде на идеја да ја преведуваме книгата и првенствено, значи, чекавме да помине некое време со оглед на тоа дека немаше се уште бугарски превод. И некакво чудо се одлучивме ајде да ја преведеме од хрватски јазик, иако имам искуство со преведување од хрватски јазик, но не се чувствувам толку комотен колку што се чувствувам со бугарскиот јазик. Некое провидение беше уште на самите први 2, 3, 4 страници што ги преведов. Се сеќавам, бев седнат во ресторан Бравос, таму почнав да работам и само ми се јавува и ми вика: леле, супер, бугарскиот превод е излезен, ја има онлайн книгата, ја купија веднаш и продолжи со преведување. И потоа хрватската верзија, односно хрватскиот превод ми беше повеќе како за споредување, превод за споредба, но на многу места бев фасциниран колку се разликуваат бугарскиот превод и хрватскиот превод на книгата. Учив биографиите на тие двајца писатели, на тие двајца преведувачи, гледам дека и двата преведувачи, и бугарскиот преведувач, и хрватската преведувачка имале извесен престој во Литванија,
и обајцата завршили полонистика и литванистика, како и да се вика тоа, еве да речеме кај нив, како што имаме нели кај нас балканистика, македонистика, истика. И тогаш се решив сепак да се ориентирам според бугарскиот превод, но ете хрватскиот да ми биде само на некои места и мислам дека тоа беше подоцна и за главниот читач, одлично да има два извори и за лекторот да може значи да споредува. И морам да признаам дека препев од препев или превод од превод не ми се допаѓа мене, затоа што мислам дека тоа е на, како да кажам, од втора рака. Обично сум критик на ние преводи, обично после Втората светска војна што ги правеле нашите во тоа време лингвисти, писатели и преведувачи, за да ја надоместат на литература на македонски јазик, која што ете заради историските причини не постоела. И да речеме имаме превод на Ромео и Јулија, што го направил, мислам дека Блаже Конески, за кој што сигурен сум дека сум со сета вакво почит кон него, ама не знаел англиски јазик, особено некоја оној шекспировски англиски јазик кој што го знае покојните и Драги Михајловски и Богомил Ѓузел, например. И сепак, со оглед на тоа дека литванскиот јазик е многу мал јазик и моравме ете така да се послужиме со превод врз преводот. Иако книгата сама по себе е интересна и за читање и сепак носи некој предизвик за преведување. Интересна е затоа што опишува практични ситуации, опишува односи на љубов и омраза, брачни односи и самата Даина дали ги пишува, претпоставувам има и личен опит, лично искуство околу тоа, но начинот на кој што ги пишува воопшто не се онакви љубовни, патетични, недоживеани работи. Туку. Има и да речеме кај ликовите некој прикриен мазохизам, уживаат да бидат понекогаш субординирани во однос на машкиот субјект, но исто така има и мажи кои што трпат некој вид на насилство, како ментално, така и физичко, само цена на тоа да го заштитат бракот, семејните односи и слично. Книгата е така направена, расказите опишуваат некои различни ситуации каде што се поврзуваат и оној европски дел на Литванија, да кажеме, оној западноевропскиот со сиот свој модернизам, но исто така многу места се гледа и оној советски и постсоветски литвански дух. Мене многу ме интересира животот на оние земји кои што биле дел од, така да кажеме, источниот блок. Многу ме интересира каква е литературата кај тие луѓе. Значи, што тие луѓе јаделе наутро? Како тие ги поминувале кризните години? Еви, кога одам многу често во Бугарија, им викам, и не го кажувам ова за да се споредуваме, нели, ние како дел од Југославија, вие како дел од источниот блок, туку сум слушал за вашите кризи, кога немало храна, ве молам, раскажете ми вистински приказни од тоа време. Значи, како еден ден се не знам, нема ни пола кило лепа, треба 5 луѓе да се нахранат. И на уме да ја опише таа, како да кажеме, со лузни поставена Литванија после Советскиот сојуз. Видува да се оправи, да се крене на нозе, но исто така многу работи останале. Сиромаштијата, алкохолизмот, разрушеноста на домот, старите бункери, подруми во кои што луѓето во секој ден чекале дека некој повторно ќе ги нападне. Сите тие работи ми се чинат интересни и убаво се запишани во раскази. Книгата не е многу голема, тоа што се раскази дава можност во неколку дни да се подели на порции, значи да се чита. Прекрасен сублимат на малку прикриена политика, малку поинтимна историја и нели љубов, смрт, губење на драги личности како ете главните мотиви.
Да, и можеби универзални нели нешто со кои што секој едно човечко суштество се соочува во текот на својот живот без разлика нели каде битисува или каде се наоѓа. Иако баш во контекст на ова што го спомна, сакам да те прашам дали ти го делиш моето мислење за тоа дека кога се твори во уметноста, нели и во книжевноста како субжанер, можеби таквото премрежје и преживување на потешки моменти од нели историско општествен контекст нели помага во тоа да се напише можеби подлабоко, поквалитетно дело кое што ќе не знам че во себе ќе содржи нели суштината на животот и можеби нели на маката кога се преминува од еден во друг општествен систем и слично. Да. Таа транзиција е многу истражувана и речиси сите писатели, особено тие што се да речеме постари од нас, малку постари од нас, кои што биле сведоци на тоа време, успеваат многу онака чеховски прецизно да опишат таа транзиција. Бугарите, например, конкретно во бугарската литература се вика преход, таа транзиција. И многу автори знаат да опишуваат баш онака објективно, со задржани емоции, да ја опишат таквата литература. Нас, например, за транзицијата на Македонија, која што, не знам, се ми се чини дека уште трае, дека е некаков never ending процес, кај нас нема многу пишувано. Има некои млади автори кои што пишувале околу 2000-тата, ама некако 90-тите, освен ако не ги прочиташ како мемуари на политичари, не се некои, да речеме, освен кај Лидија Динковска, да речеме, каде што ги има баш слики од доцниот социјализам, пред да се распадне Југославија, пред Македонија да ја добие својата независност. Босанската и хрватската литература имаат повеќе травматични теми од колку македонската. Македонската некако не го помина тоа на толку травматичен начин. Источноевропските земји, оние екс-социјалистички, да речеме, екс-комунистички земји, и тоа како имаат таква литература, каде што разликите помеѓу црното и белото се навистина многу големи. Може би некоја носталгија, секојаш кога некој пишува за Југославија, освен ако не се сведоштва од Голи оток, се друго е некако со некоја фина носталгија, со тага, додека нашите источноевропски пријатели, мислам дека може да бидат малце по-сурови при пишувањето и при опишувањето. Во секој случај, во право си кога велиш дека таквите теми дека баш даваат некоја силина на пишувањето и се вадат одлични дела, затоа што токму тој комунизам, тој недостаток на слобода, како недостаток на љубов, недостаток на храна, на средства, пишувањето е еден вид на протеза и еден вид на терапија, за луѓето полесно да го пребродат и да го заборават. Не да го заборават, ама можеби да го заробат во дело, за да не ги подсетува секој ден. Дефинитивно еден издувен вентил кој што помага тие работи да се надминат. Го доби ли ти тој впечаток кога, ми спомна претходно дека и лично се запознавте со авторката кога беше она тука, нели, на гости во Македонија, дали едноставно мислиш дека тоа е така или дали во личниот, нели, контакт со луѓето го добиваш истиот впечаток како што поминале тоа пребрежје и можеби едноставно само у литературата повеќе тоа се согледува преку читањето на нивните дела твореш. Сосема малку имав разговор со Даина од подкастот и подкастот не беше премногу долг. Кога ја промовира критичарите во рамките на Bookstart фестивалот, исто беше како
би се рекло, жена од кратки зборови, од кратки изрази, мислам дека многу повеќе што зборува. Многу така некоја лапидарност има во низиниот израз, многу е вкуса во своите искази. Кога спомнав токму ова за постсоветска Литванија, да, ги кажа некои работи, затоа што таа е прилика моја генерација, значи 40-те години, значи има околу 30 години плюс минус. Го фатила тоа време, била свесна кога се распаѓал Советскиот сојуз, кога нели светот не беше на рап на војна, ама луѓето пак беа несигурни што сега пак ли ќе се вратиме, која страна ќе неме, дали ќе бидеме НАТО и Западна Европа, па сега да речеме Литванија е дел од Европска унија. И некако многу брзо некои од земјите од постсоветски стана земји на Европскиот сојуз, значи на Европската унија. Тоа се крупни чекори. Тоа е исто како да кажеме недоволно развиените земји од кралска Југославија кога влекоа во комунизам. Тоа е како ете од градинка право да го запишеш во гимназија, основното во средно, да. Да го претрчуваш вечерно да го учиш. Така. Можеше да се забележи дека не име на сите се. Сега кога се вака за некој народ како литванскиот, се обидувам да се сетам и на други луѓе што сум ги запознал по семинарите, да. Колку се сега нели помладите се поглобализирани и веќе не можеш да забележиш разлика. Но во разговор со нивните родители, например, луѓе кои што се малце постари од мене, мислам дека можеме многу добро да се сетиме на перестројката, на Горбачов и на тоа рушење на Берлинскиот зид, паѓањето на железната завеса, сите тие времено и емоции и трауми. Така. И сега, бидејќи ти лично си имаш запознаено со делото и како преведувач, може да таа нели голема одговорност за тоа тука да биде не се најде македонската читателска публика. Сметаш дека темите кои што се поткриуваат во оваа збирка раскази веќе некаде си ги видел во современата македонска литература? Секогаш кога зборуваме за странски дела, тоа го дебатирам со наши книжевни нели представници, бидејќи целта на уметноста е и тоа, нели, да направи споредба меѓу општествената реалност на различни нации и да се надоградуваат една со друга, нели, бидејќи ништо веќе не е во изолација, значи цело време уметностите си имаат, нели, врска една помеѓу други. Така да, што знам, темите кои што застапени во пирамидите на денот, си ги сретнал веќе во творештвото на современи македонски писатели или драматурзи, можеби, или? Да, дефинитивно не можам да кажам дека книгата има оригинални начини на гледање на веќе видените теми, затоа што љубовта меѓу човечките односи се разбира дека ги има и во нашата литература. Дали би можел да ја споредам со некој од нашите писатели, тука не би се обидел за тоа, затоа што има некој, да се изразам, некој edginess, значи некој онака на работ пишува, значи. Да, за некои работи навистина многу ми беше фасцинантно, викам супер, си вреди книгава, значи си од труд, поради тоа што ни дава нов аспект на гледање на старите нешта. И мајсторски го научила раскажувањето од аспект на пресвртот, на плот твист. Некако го читаш расказот, очекуваш дека млитаво ќе заврши и потоа крајот во последните 2 страници се слушува некоја разврска на која што не се надеваш. Така. Да изненади и тука да го прекине, не давајќи објаснување. Има 2 каде што читателот на крај вика, што беше ова, зошто вака заврши? Супер.
Сакам да кажам да Ино Опускајте не се плаши да земе радикални решенија за завршување на расказот. Некое очекувано, па да си речеш, ова е нешто што веќе сум го прочитал 200 пати. Толку, уме баш онака да го прекрати, да му направи некоја, да речеме, прототипот на О Хенри Гидемо Пасан што го прават во расказот. Некој таков после мисли се, тука завршува. Затоа сметам дека ова е, добра е збирката од тој аспект. Некои раскази се пократки, некои се подолги, ама човек сметам дека за да може да ја чита книгата, ќе треба првин, ако не мора да ја проучува литванската историја, туку да речеме на YouTube да пушти малку музика од периодот на 80-тите и 90-тите, па и првата декада на 21 век. И значи малку некоја од оние дрон разгледници на градовите, на Вилнус и на другите околните места, шумите, чисто за да може да се запознае со сетингот, затоа што Ино Опускајте веднаш преминува на директното раскажување, значи на приказната. Не оди во премногу описи, за да можеш ти да си го визуализираш тоа. Затоа сметам дека е потребно малку некоја археологија, некое истражување да удри читателот, нешто од нешто да биде подготвен. Сепак се работи за култура која што е малку подалечна од нашата и... Да, така. И сега кога те слушав за она што кажеш за можеби твистоите или конкретно на расказите и она значи прифатливост да се оди малку по на драматичност. Дали е тоа па можеби затоа што расказот како да речеме најкратка, нели, значи писателска форма, можеби го дозволува тој момент на стоп, нели, и да се остави на имагинацијата на читателот што понатаму се случува со ликовите кои што ги следиме, а веќе се преминува на тематски, нели, содржински, на сосема на друга целина, бидејќи во романот таквото нешто е толку потешко да се направи, и самиот како романописец, тоа сум го согледал, нели, и јас секогаш велам дека приказата прво мора да работи на драматичен начин, а веќе ако, нели, твориш во таква жанровска литература, а потоа да си дојде мистеријата или она интелектуалното во позадина. Секогаш мора приказката од драматичен начин да биде, барем во мојот случај, задоволителна за читателот, бидејќи сепак постојат концепти како на универзална правда, нели, на неправда, она на опозитот. Мислам дека ликовите треба да поминат на таква една приказна, пред да можеби на едно повисоко ниво, можеби да го восприемиме, нели, она што сме го прочитале. Да, расказите, секој читател ќе прости ако од 10 раскази 2-3 онака буквално се прекинуваат, имаме пукање на лентата и потоа не продолжува и читателот сам да си го дешифрира. Романот нема да го простат читателите ако ги возиш 300-400 страници и на крај оставаш нејасно. И дека многу читателите се бунат кога некои наши писатели, наши романи завршуваат така одеднаш. Во разговор зошто е тоа направено, истите тие писатели одоколу кажуваат дека рокот бил краток, дека сакале да конкурираат за некоја најголема и морале да го забрзаат. Една од оние работи кои што искрено не ми се допаѓа ни во преведувањето, ни во пишувањето, тоа е кога се бркаат рокови. Значи, како народ кој што прокрастинираме се, значи, мислам дека тука, не само ние на Балканот генерално, мислам дека да ни го најава дека судниот ден ќе биде утре, нема да бидеме спремни, ќе речеме дали ќе може заутре да биде уште. Да. Некој такво чувство. И обично писателите, леле, ми остана уште 40 страници, а треба да ја дадам книгата за награда роман на годината или можеби за друг фестивал и некако убаво го започнуваат темпото и на крај завршуваат многу непрофесионално, мислам.
непрофесионално. Даваат некоја разврска, ама разврската било малку како ајде, сега побрзо, немаме толку време за шминка. Да. А самата литература, преведувачката и оригиналната стануваат веќе некој таков бизнис каде што се бркаат рокови. Мислам нека исто за кратко време да завршиш голема зграда и таа да биде квалитетна и потоа првиот земјотрес ќе се сруши. Се случува истото и со пишувањето. Мислам, и јас исто така сум се нашол многу пати кога ќе биде готов преводот. Значи, едноставно нема брзање. Има денови кога не можеш да преведуваш, има денови кога не сакаш да преведуваш, има денови кога си апсолутно мотивиран. Е сега да се преведувањето како особено за уметничка литература, преведувањето не е како кинеска фабрика за производство на цигли. Мораш денеска 30, инаку нема да добиеш нормата. Не треба да постои. Може би за оние кои што работат со документи, кои што преведуваат во живо, симултано, тоа е веќе друго, нема тука одложување. Книгата мора да се тинтра, мора да се разгабува процес на преведување, едно читање, второ, трето и така натаму, за да нема грешки во преведувањето. Може да се почувствува хемијата што ја има преведувачот со делот. Да. Ако сега тука е прашање, ако воопшто може да се, да речеме, ако може воопшто да се направи таа емотивна врска со делото. Се дали сам си го одбираш делото или ти го дава. Да. Често пат тоа партиска или партизанска задача, кога јас наоѓам книга, Анде, знам дека ти го познаваш јазикот, еве ти ја книгата, а ти да речеме не си кликнуваш со книгата никако и со автор. Да. Тука веќе преведувањето е мачење, нема тука љубов. Да. Може да се согласам со тоа, меѓутоа, ајде. Да, доста преведувачи се соочуваат со тој проблем очигледно. Сега веќе кога сме кај преведувачите и нели уште неколку прашања ги полека да превршуваме, ме интересираше колку ти како преведувач сметаш дека дали во македонската литература ова нели професија кажано условно е потценета можеби на некој начин за разлика од писателствувањето. Бидејќи пак на некој начин преведувачот одреден ракопис го доближува до одредена нација нели говорно подрачје. И како да кажеме, ко автор, ајде можеби ќе се осмалам дори до таму да отидам. То туку повеќе доколку јазикот е специфичен и нели е редок и од таква култура една се преведува на македонски. Дали колку е поразличен? Дали можеби е тоа така? Колку е поразличен јазикот, преводот е значи многу поголем предизвик. Се преведува од фински на македонски, навистина многу треба внимавање, да се внимава на се, да се стави во правилниот контекст. Додека пак ако се преведува од српски, од бугарски, од хрватски, треба најмногу да се внимава на она што го викаат лажни пријатели, на бугарски е фалшиви пријатели, false friends, односно нели зборови кои што едно значат во едниот близок јазик, а сосема друго во другиот јазик. И понекогаш при преведување речиси да се незабележливи и особено ако преведувачот па се ставил, како што често се случува на она автопилот што се вика преведување. Едноставно се губи цел параграф го преведува исклучен, само механички чита и преведува. Тука доаѓа тоа кога има некои зборови како да речеме лифт, жичница, асансиор кои што се различни во македонски и бугарски или не знам растројство кое што нели во нашиот контекст е секогаш мислиме на ментално растројство, додека во секојдневниот бугарски идиом тоа значи диареја на пример. И сега нели имах растројство за некој што не го познава контекстот, може да стави некој сосема друг превод и наеднаш ке читателот нешто да рече брат ми нема ова логика некој. Или
имав такво едно во книгата од Захари Карабашлиев, каде што двајца шофери викаат нешто од стилот, па ништо, ако не најдеме подобра работа, ќе вртиме геврека. Да го вртиш геврекот, на прв контекст си мислиш дека некој се буди са бајле пекар прави геврек. Сушно, на бугарските камионџи да вртиш геврекот, значи кај нас се фаќаш за воланот и нели возиш, тоа е тоа, нели го вртиш воланот, геврека воланот. И тука на пример многу е важно да се познава секојдневниот разговорен јазик. И тоа ако не патуваш често и ако немаш секојдневна комуникација со луѓе од таа култура, останува да гледаш нивни секојдневни реални шоуа, да гледаш обични серии, затоа што личниот разговорен јазик е скриен во тоа. Има една серија Откраднат живот, кој што е некој вид на бугарска верзија на Grey's Anatomy. 14 сезони, еден доктор си оди, друг доаѓа, љубовни врски, ама јазик и затоа го следам, инаку дека некоја уметничка вредност нема, ама исто како на времето Emergency Room и Grey's Anatomy, едноставно јазикот, за да знаеш што значат некои секојдневни ситуации. Да. Сега, имаш ли омилен е малце смешно, меѓутоа, од кој јазик предпочиташ најмногу да преведуваш? Имаш ли онака можеби? Бугарски јазик, дефинитивно од бугарски јазик, затоа што се чувствувам најкомотен. Сум се обидел од англиски јазик, многу побуквално преведувам, од српски јазик исто најчесто ме па одам на кај српска синтакса и тука веќе се гледа непрофесионалноста, додека бугарскиот мислам дека најдобро можам да преведувам од тој јазик. Проблемот е што нема како, освен ако не го правиме вака преку Zoom или преку одење во нивните културни центри, нема како да се практикува разговорниот јазик, затоа што многу повеќе го слушам отколку што јас го зборувам. Можам да го зборувам, ама ми фали тоа да е на секојдневно ниво. И обично со сите пријатели што се знаеме од семинарите, колеги, соработници, правиме барем 2 пати неделно по половина час бош муавет, чисто за да останеме во кондиција. Да. Так, добро, ајде за крај на нашиот денешен разговор да слушнеме една порака која што ти како преведувач ќе ја упатиш до сите останати преведувачи кои што не слушаат, бидејќи ова интервју го правиме во контекст на недела на преведувачите од страна на издавачката куќа Антолк. Преведувачите значи да не се плашат да си го кажат гласот кога некој дело не им се допаѓа, мораат да го преведуваат. Не е прво тоа. Друго, преведувачите исто така да истражуваат и поразлична литература од оние автори на кои што се навикнати. Исто така да се помеѓу себе да делат некои ситни рецепти, некои ситни трикови. Дали е подобро да се преведува со музика од земјата, од чиј што јазик преведуваш, дали е можеби подобро да се преведува користејќи музика од периодот за кој што се преведува, например ако се преведува нешто помеѓу двете светски војни, да се пуштаат некои шлагери од тоа време, затоа може и самиот преведувач да влезе како некој патување низ времето, многу подобро превод може да извади, дефинитивно. Преведувачите да комуницираат, значи помеѓу себе, да внимаваат на цените, да не постои некои надпревари дамп цени, Анде преведува, не знам, за 10 евра, јас сега ќе ставам за помалку за 7 за да му ја земам работата. Па потоа Анде да рече чекај сега, јас ќе удрам уште на понамалување, да Black Friday за преведувачи, потоа наеднаш да се доведат во ситуација каде што нивниот труд ќе биде девалвиран и нема да биде платен. Так, тука
И лекторите ќе ги спомне у иста конотација. Да, и лекторите, затоа што кај нив Поширок поустихови. проблем, за жал. Да. Поширок. Да, добро Душко, фала ти еве за овој прекрасен разговор, поврзан со збирката Раскази пирамидите на денот од литванската авторка Дајна Ополскајте. Тоа беше Душко Крстевски, автор на подкастот Гол ручек. И уште еднаш ќе се заблагодарам за вечерашниот разговор и Благодарам и тебе. Ќе ти посакам добре дојде во новата сезона на мојот подкаст Книжевни разговори со Анде некаде кон почетокот на следната година. На драго срце ти благодарам. Прекрасен разговор. Видам дека остана уште многу работи за кои што можеме да си зборуваме во некоја следна прилика. Да. Ама па нели, секој зборување над половина час може да им стане премногу здодевно на слушање. Благодарам и тебе. Да. Убава вечер. Чао, чао.